За 5 денари ја крева цената на леб од познатата штипска пекара Штипски сокак. Новата повисока цена пред се доаѓа поради енергетската криза, но и потрошените резервни количини на брашно набавени по пониски цени. Со оглед на економската ситуација во целиот свет, како и кај нас зголемување на трошоците за енергија, неминовно е ние да ја зголемиме цената, односно ја нема да кажам да ја зголемиме, туку ќе ја коригираме, бидејќи трошоците за производство, за пакување веќе ни се зголемени, за транспорт исто така да пак ќе кажам неминовно е да ја коригираме цената и се надевам дека ова ќе биде корекција која нема да оди уште во нагорна линија. Повисоката цена од 5 денари за Штипски сокак не е решение, бидејќи со неа тие одат по работна рентабилноста. Со оглед на економската ситуација, на потрошувачката кошница и сите други параметри ние одиме со минимално. Значи, само ги коригираме врз основа на нашите зголемени трошоци за производство и за транспорт. Се надевам, јас пак ќе кажам дека нема да биде да има уште едно во блиско време друго покачување, ако не се движат цените на енергенците во нагорна линија, тука треба секако и владата да изврши уште една корекција. Мислам, по мое, дека треба акцизите да ги намали. Освен лебот, нагоре одат и цените на белите пецива. Да, секако секој производ е, значи, тука погоден. Еве веќе имаме најава дека цената за пакувањето, односно најлон кесите и најлонот што го пакуваме, значи ќе оди екстремно нагорна линија, значи со поскапување. За колку би било белите пецива поскапи, односно коригирани? Па некои 3 до 5 денари. Тоа ќе биде отприлика тука некаде 10 до 15%. Од мелничко-пекарската групација при Стопанската комора на Македонија велат дека освен во Штип и во Битола има корекција на цените, а причините се веќе познати. Секако дека војнава продолжува, кризава продолжува со цените на нафтата, така да заликите веќе на одредени пекари се при крај или веќе потрошени, така да новите набавки поради зголемените транспортни услуги, значи веќе се со различни цени, како и производствениот дел во кој што се користат нафтените деривати, нели во производството, секако е зголемува цената, така да одредени компании сигурно само иницијативно, затоа што веќе најверојатно не може да го издржат овој притисок, ќе почнале и веќе информациите за дека некој почнале да ги зголемуваат цените. За граѓаните, поскапувањето на лебот од 5 денари не е мала ставка. Некои пекарници ја подигнаа цената на лебот. Дали вие очекувавте повисока цена на лебот? Па спрема ситуацијата, да. Вие лично дали очекувате? Па лично спрема ситуацијата што е у светот, тоа се нормално, се чува и лебо. Од утре веќе 5 денари поскапlet. Па ќе најме некој поевтин леб. Не очекувам. Оти? И против. Мали се платите, мали пензиите? Не сум очекувала, лебо најмалку треба да се качи. Тоа е прво и основно што луѓето го земат. Не. Така размислувам по мое. Некои пекарници веќе ја подигнаа цената на лебот. Дали вие очекувавте повисока цена? Па не би требало, ама не се знам. Криза. Да. Освен лебота, неминовно е покачување на белите пецива, при што најчувствително ќе биде за оние на кои денот и започнува со понекоја кифла, геврек, тиганица или бурек. Од утре тие ќе бидат поскапи за 3 до 5 денари. Но, ако е нешто за утеха, е најава на пекарите дека во догледно време повторна корекција на цените ќе нема.